корупција и мито, болка стара од времето на Тито, поминува решето и сито, ги прави пепел сите од овде до Еквадор и главниот град Кито. Ја малце да рапуем. Ој ке се борел, се удружил Филипче, регионално ке се бори против корупцијата. Ке застане на пат. Додека овој неговиот богац баш заради тоа е ушутка. Не знам, првата викаатови ВМРО, првата транша му била само 110.000 денари. Неколку транши имало, тендерот поименам 300.000 евра. Првата транша. И дел, како сакате, кажете го тоа. Нема да се ситам никому, но мислам дека и други тамо и пред богац треба да овакво да завршат ушутка, треба да завршиш ушутка. Поготоа што се има предпоставки дека постојат и снимки. За некој у партијата истакнат има снимки. Кај што Кичановиќ пликото, фуп. Ја како што знам има снимки, сега не знам зашо не се дело и кој не дело, а можда. И мене ме излажале. Ако ме излажале мене, јас ве лажам вас. И на крајот на криштото, онако се збори, не знам, нели прво се мислеше 110.000 биле, за 110.000, тоа овие милиони украдоа тамо со тоа 168 милиона, со тоа мазутот, па ги пуштија, па поема неам, тоа се заташка, нешто ова. Значи, у Кина има едно правило. Дали си примил мито или те корумпирале со $1 или со $1.000.000, исти курац е пред нивните закони. Ама исти курац. Дали си се $1 или $1.000.000. Ти идеш бате пред стрелачки вод. Последниве 12 години малце ги изречија овие екзекуцииве на економскиве криминалци у Кина. Ама мислам дека на некој место уште се спроведуваат. Некаде веќе 12 години не се спроведуваат, ама на некој место уште се спроведуваат. Така да, вамо имаш други места кај што, знаете тамо, Арабија, вамо тамо. Со која раче крадеше? Со левото. Джк рачето. Ај сега да те видам кради пак со тоа раче. Иначе, од друга страна, мислам, пазете да ви кажам, сите знаете дека не постои држава на светот кај што нема мито и корупција. За жал, не постои. И оно што вие мислите дека се најмоćни, најсредени држави, токму во нив има корупција и мито ала. Ние можеме гумна да јадеме успоредба со нив. Еве, да не спомињаме европски земји, као пример Белгија, Енглеска, Франција, итн. Дури најбогатите, еве рецимо овие Емиративе. Тоа е партал внатре. Поготоа тоа, партал внатре, тоа знаете, 7 Емирата се тоа живеат као у една држава, пустиња, кур се тресе. Тие да не најдеа нафтата у морето, уште рибари ќе беа. Ко пред 80 години, кога беа рибари. Врска немаа со живот. Само мрежи знаеа да фрлаат и риби да фаќаат. Тамо, рецимо, имаш све најлошо што можеш у светот да го видиш, тамо го имаш. Дури и робовска сила имаш. Овие мигранти што... Ама види, некои земји се заштитени и се чути, и ништо не се прави, борете се. Мафија, тоа... со недвижнини, со партал, брат. Нема везе. Друго ми беше муаветот, што сега да кажам.
Значи, корупцијата, митото, тоа е една болест, една пандемија за која нема лек, за жал. Од време на време убаво е да падне по некоја глава, е така да се, кај нас во нашиот случај не паѓа глава, него се оди у шутка, ама тоа ти исто кога ти паднала главата, а не знаеш. Само се надеваме дека ќе имаат разрешница тие случаи, пошто кај нас имаме проблем со завршницата. Ние све убаво, топ, ко пример некој да земеш фудбалер. Еден ке дрибне, втор ке дрибне, трет ке дрибне, дупли пас ке подај, ке му ја врати некој 16-тник и голманот ке опомине. И мислиш се у гол, она што е најлесното, у гол да ја тури топката, да ја затресе мрежата, он ке ја рокне над статива. Тоа ти е со нашево судство проблемот. Све е супер, ова ќе одработи нешто, полиција, обвинителство, нешто, ќе дое моментот, гол да се даде, Не, тоа кај нас не е ни преку статива, не е ни на статива, преку трибини. Преку трибини иде топка. Врска нема со живот. Што сакав да кажам. Кој сме кај фудбалот. Мислам дека е тоа добра одлука на ФФМ што не отстапи пред уцените и заканите на Шкендија, токму тоа сакав и да им го порачам денес, но видов дека они више им пратиле одговор на Шкендија. Иначе со председателот на ФФМ, со Масар, сме играле заедно за школа, ово Никола Карев, он беше малце постар од мене, он рецимо беше 4-1 година, така нешто, али игравме за школа, да. Така да, тоа е одлична одлука. Тоа што се заканува од тој клуб, само покажа дека ќе напуштале Македонската лига, ќе играле поима, неам, Косовска, Албанска лига, шо и да е. Тоа со тоа само покажа дека они не само што не ја прифаќаат одговорноста на нивните навивачи, што ја свиркува македонската химна, туку се ставија на нивна страна, тоест комплетно ја оправда и што е најтрагично, они не чувствуваат каење за тоа што го приредија нивните навивачи. Они отворено се ставија на нивна страна, што значи дека на некој начин се соучесници во извиркувањето на македонската химна. Све е супер, ги казнија, казната е строга, затоа вие се побунија, но да се прашував јас, немаше потреба да се закануваа дека ќе напуштат Македонската лига доколку се спроведе казната. Да бев ја само председател, ја немаше да им дозволам да се трошат со закани, да трошат енергија со такви работи, писма, обраќања. Ја сам ќе ги исклучав од Македонската лига. Одма, подитно. Или барем ќе ги суспендирав на неколку години. Но, окей, покажа ФФМ со ова дека правилата треба да важат за секој. Они, ако си сакаат, можат комотно да си играат у Косовска лига, во Албанска лига, не знам само тоа како ќе го изведуваат, но тоа си е нивно. Но ова покажува една друга работа. Повторно се политизира инцидент, кој у принцип политички, ти која свиркуваш химна на држава која живееш, ти фактички на некој начин покажуваш непријателство кон таа држава и ги подкопуваш незините темели. Што значи инцидентот е политички во ДНК. Од таа причина опасно е се во ова и она што следеше, самата закана на Шкендија дека ќе напушти македонското првенство и црвена ламбичка е тоа во исто време, дека утре тоа може да не очекува за други работи во други сфери. Впрочем, тој тип на закани на насилство го слушаме веќе 30 и кусур години. Ако не ни учините ова, ние чизмите од подрум ќе ги земеме. Ако не ни учините ова, ќе ве подсетиме на 2001, а нема што да ме подсекјат на 2001,
2001 да не беа американците, ќе завршеа како што ќе завршеа, но тоа е друга приказна. Тогаш со огромна поддршка на Европската заедница и на одредени структури на моќ во State Department-от беше поддржана и помогната акцијата на странска, тогаш непризнаена држава Косово да изврши агресија врз суверена држава со цел да ја подели, да одземе дел од незините територии. Но тоа е нешто што ние срамежливо го кажуваме, а беше баш така. И самиот овој чин треба да ни каже дека тие нивни наративи не се завршени, дека напротив, утре ќе се случи за многу по-комплексна работа, по-битна работа, по-важна работа од што е фудбалот, ќе постапат на ист начин. Ова е показател како ќе постапуваат во иднина секогаш кога нешто нема да им се допадне, се до моментот дека не дојде и оне што ја често пати го најавувам, до моментот кога ќе дојде, кога ќе веројатно ќе побараат некаков референдум за отцепување и за приклонување на делови од Македонија кон она што веќе тогаш се знае дека ќе биде голема Албанија, тоест Косово, Албанија и Западна Македонија. Тој ден секако ќе дојде. Ова е таа црвена ламбичка што ќе се случува. Ова треба да ни каже друго. Ова со Шкендија треба да ни послужи пример, како ти кажувам, Керко сети се снаа, и треба да бидеме свесни дека тој ден ќе дојде кога тогаш, и се што треба е ние да се подготвиме што подобро за да го дочекаме тој момент кога ќе дојде до еден таков непристоен предлог или обид да се подели Македонија. Да. За жал е тоа така. Ја би сакал сите да веруеме во исто држава, сите да си подаваме рака, сите да се сакаме, сите да се осеќаат дека се дел од оваа држава, но за жал ние тука ја изгубивме борбата. Тоа го кажав и во емисија во Само вистина со Алберт Муслију која бев. За жал ние сме многу далеку, речиси, него е невозможно да изградиме нација, да го завршиме тој процес, во смисла секој да се идентификува со државата и незините основни столбови, атрибути, и да ја сака подеднакво. Очигледно дека делови од луѓето, од граѓаните кои што живеат во Македонија, си сакаат други држави, повеќе им се драги, повеќе би им било драго да се дел од тие соседни држави, отколку да бидат дел од оваа држава. Тоа за жал мислам дека неаме сила да го измениме. Нешто слично се случи и во Југославија социјалистичка федеративна. Тој процес што го почна Тито, што го тераше одлично, не успеа да го заврши, и гледате како се заврши на крај сето тоа. Повторно духовите, фантомите од минатото излегоа на површина, повторно се случија колежи, најкрвавата граѓанска војна на тлото на Европа после Втората светска војна, по бруталноста, по свирепоста, по тие работи. Тоа беше таа граѓанската војна во Социјалистичка федеративна република Југославија. Не ја научивме лекцијата, но за да платиме помала цена, кога ќе дое тоа, треба да бидеме свесни на ваквите феномени, ситуации, настани што се случуваат, и токму е затоа битно од еден друг аспект, тоа што ФФМ не попушти и даде јасно до знаење дека правилата важат за секој и никој нема да биде над правилата. Тоа треба да биде исто и на ниво на држава, дека никој по никоја цена не сме да биде над законите над оваа држава. Инаку, ко сме кај политиката, оно што вчера го кажав,
го најавив денес се обистини, што мислам дека нас ни оди во прилог на некој начин за да си го одложиме времето на големото разочарување. У таа смисла ни оди во прилог, а тоа е фактот дека нормално Путин откако го прочита писмото на Зеленски, откако ручеше, откако си дремна после ручек, кога стана, го одјава Зеленски. Му рече, кој тебе? Не преговарам со тебе. Можете да замислите сега тоа што значи во една фаза во која што влезе војната во Украина, кај што буквално русите го ракетираат секој град во Украина, дури до полската граница догоре. Што значи дека она што го кажав, малце потешко веројатно сега ќе влезе у комбинација Украина да стане, да биде поканета да се отворат овие пристапните преговори со Европската Унија, пошто малце без веза да ја отвараш преговори за влез во Унијата на Украина, додека ракети ти шибаат над глава, руски ракети, кинжал, орешник, а ти тука да им отвориш преговори. А треба да преговараш за поглавја, не знам, судство, мудство, корупција, морупција, не знам, реформи, ова реформи, човекови права, а ракетиве ти летаат над глава, над Путин. Малце без везе, што значи у смисла си го одложивме разочарувањето, предпоставувам на одредено време, вака многу брзо ќе требаше страхотно да се разочараме, а ако случајно прифатеше Путин договори преговори за примир или за мир, веројатно многу скоро ќе следеше поканата на Украина да ги отвори преговорите со Европската Унија и тогаш веројатно многу брзо ќе сватевме дека дека 36 години по крива на погрешен колосек сме шибале со возов или фактички сме шибале во место, така да кажам. А може и болje ќе беше и побрзо, што побрзо тоа да се случи, за побрзо да се разочараме, побрзо да сватиме нели колку е саат и дека едноставно не се работи за тоа, ниту за нашите реформи што треба да ги изведе, ниту за ова, ниту за едноставно членка на Европската Унија не ни помислува да не види како рамноправен член или нас во истата таа Европска Унија. Впрочем, се сеќавате, пред 2-3 недели еден нивни разузнавач бугарски, кој што тука работеше во Скопје со години и во времето на Тодор Живков, тоа го кажа дека никогаш опција за Бугарија не била Македонија да стане дел од Европската Унија. Затоа што тоа ќе значи во исто време прекин на се она што тие го прават за бугаризација на Македонија, тоест ако се случеше тоа брзо, немаше да се случи ни промил од она што се случуваше со купување на бугарски државјанства и пасоши што ги купуваа нашите јадници. Така да повеќе од јасно е дека тоа е исто така синхронизирано, договорено, ние да не бидеме, никогаш да не станеме делото. Но, ете, така веројатно ќе треба некој силен шамар да не отрезни, кој што за жал сега брзо нема. Ја искрено и за тоа сакав овие мада знаев дека Путин нема да влезе да отпочне никакви преговори со Зеленски, поготоа што сега он веројатно им се накурчи бајги, но сакав да престане да прифати само заради ова. Пример, да отпочнат некои си преговори за мир, а ние да го попиеме тој шамар многу брзо, за да сватиме колку продолжуваме да бидеме глупави и наивни и да бидеме влечени за нос. Во исто време, не знам дали знаете, дали чувте, во Либан почнаа да гинат и војници од контингентот на УНПРОФОР, на Обединети нации,
пошто израелците ги рекетираат тамо некој штаб на обединети, замислете. И меѓу загинатите војници е српски војник, офицер, кој што бил таму у мисија, у мировњачка мисија. И замислете до каде отида сега тоа. Сега имате во Србија огромни незадоволства, протести за антисемитско расположение поради ова што се случи и ќе се случува допрва, рано ни е зимата, оти кога ќе замижите пред злото, прашање на време е кога мечката ќе заигри во вашиот двор. А овој свет долго време мижи на таа терористичка, ционистичка творба, на таа ционистичка идеологија која што е прожнеана со расизам, краен, и нормално е дека ќе почне да плаќа висока цена за тоа. Како што знаете, исто така, од друга страна, се случуваат страотни демонстрации во Саутемптон, во Англија. Натурализираните англичани со бела кожа, значи белците, дали се пољаци, енглези тамо мештани, дали се појма неам дојдени, не знам, од Полска, од Чешка, од ово она, влегува во жесток судир со полицијата, со супремационистички барања, откако некој млад човек, невин, белец, англичанец, беше избаден од нож од доселеници, од мигранти, од овие муслимански земји, не знам од каде беше тамо, и веројатно пукна тиквата и тамо, преку глава има више на енглезите. Слични демонстрации против мигрантите екстремни се случуваат и на други места во моментот во Европа. Значи, чашата е прелеана. Долгогодишната политика на Меркел, бившата канцеларка на Германија, која што уште се посипуваше со пепел во духот на политичарите германски по завршетокот на Втората светска војна, по откривањето на сите злостори на Холокаустот, во желба уште да се посипува со пепел, направи грешка која што Европа ќе ја чини за незиниот опстанок, тотална демографска дислоцираност, тотално демографско опаѓање на европското бело население. Ова нека не ве звучи расистички, ова се факти. Економско пропаѓање ради тие социјални програми, одржување на тие мигранти кои што ништо не работат, се наоѓаат на социјална помош и така натаму, опаѓање на платите. Германија рипна се сите против овој новиот премиер, ги намали драстично пензиите, немири, плюс во Германија имаш градови кај што се исто се протестира против мигрантите, таму екстремистичките десни партии, ултра десни партии, ултранационалистички партии се засилуваат секојдневно. Данска е истата работа, замислете. Во Данска имате квартови, пример во, појманеам, Копенхаген, рецимо, имате квартови и у други градови, но еве Копенхаген, не сам кај што полиција не смее да влезе, буквално. Кај што данец не смее да влезе, белец, како да ви кажам. Тоа е данокот на политиката на Меркел, што Европа ќе си ја плати со глава. Со незината стабилност, со незиниот опстанок. Само чекајте и гледајте. Ова што се случи у Саутемптон нема да биде ништо во споредба со она што ќе се случи во наредните години. И земете ги сите во предвид работи кои што у моментот се случуваат и го дестабилизираат светот. И она што во Украина ќе трае уште некоја година, она нема да запре. Путин со ова јасно му кажа на Зеленски: дечко, ти ќе го јадеш. Ја не запирам тука.
Ја ова не го правев 4 години, за сега ти мене да ми пишеш писмо да ти текне после 4 години, ајде да седнеме на маса да преговараме за мир, затоа што некој од озгора те буцнал, ај ке те внесеме во ЕУ, само ти со Путин договори се да престане, американците исто не им се даваат пари нормално, и на европјаниот више се исцедија, овие живеат на грбот на Европска Унија, украинциве, немаат как. Ај, молим те на Путин тамо, и Путин му кажа, јеби се дечко, не сме завршиле ја и ти уште, идеме далje. Па сега, видете, ке соберете се и одземете се и треба да сватиме уствари од друга страна во колку погодна ситуација би се нашле кога утре ќе почне да пука по шавови целата таа Европска Унија. Затоа јас борам, ја не алудирам ни на руси, ни на кинези, ни на индијци, бразилци, на никој која кажувам дека треба да се бара алтернатива, затоа што очигледно ова нашево што го играме не води никаде, само може да не однесе во пропаст доколку еден ден нели се фатиме и нас не пуштат во тоа оро, што искрено нема да се случи. Јас не верувам дека таква работа ќе се случи. Ето ова вака едно кратко излагање за настаните ситуациите кај нас и во светот, и имајте убав ден. Ова може да заврне.